Човекот кој убил вонземјани, Филип Шнајдер. Сиви вонземјани убиле најмалку 60 американски војници и цивили во подземна битка во Ново Мексико. Базата Дулче била изградена како областа PS1 со цел да се пренесе вонземска технологија на американската влада. Исто така, познато е дека во базата Дулче се вршат генетски експерименти и експерименти за контрола на умот. Тие се извршени од представници на вонземска цивилизација наречена Зета Ретикули, а се кажува дека е со знаење на американската влада. Основата се наоѓа под планините Арчулета Меса на оддалеченост на околу 5 км од малото градче Дулче. На површината се изградени мали куќички со покриви од керамиди изградени за да го одвлечат вниманието на љубопитните. Сите возила поврзани со базата се паркирале под земја на првото ниво. Второто ниво било дизајнирано за да се смести специјална опрема, возови, шатлови и машини за тунели. Преку обемните тунели, системите можеле да стигнат до други области и бази. Областа 19, областа 51, фабрика 42, Грин Ривер, воздухопловната база Едвардс и така натаму. На третото ниво биле сместени стамбени простории, комплекси за базни работници и лаборатории за тестирање. Ова ниво е главниот контролен јазол. Четвртото ниво вклучувало лаборатории за проучување на човечката аура, телепатија и хипноза. Според некои истражувачи, вонземјаните можат да го одделат астралното тело на една личност од физичкото тело, за понатамошни сместување во физичкото тело на вонземски објект или тело. Нивото 5 е дом на вонземски сорти, грейси и рептилоиди. Шестото ниво се нарекува страшна или кошмарна сала. Во него биле сместени лаборатории, каде што се вршеле експерименти врз животни и луѓе, и таму правеле и клонирање. Седмото ниво било складиште на ембриони за експерименти. Гласините велат дека во 1979 година, како резултат на несогласување меѓу вонземјаните и американците, дошло до вооружен конфликт. Околу базата Дулче има многу гласини. Некои со целосна сигурност велат дека базата им припаѓала на Зета Ретикулите, други тврдат дека сиријанците од Сириус, но се согласуваат дека во базата се спроведуваат варварски експерименти за создавање хибрид на човек и вонземјанин, со невидено кршење на човековите права и насилно киднапирање на жителите на планетата Земја. Американскиот инженер Филип Шнајдер е роден на 23 април 1947 година. Тој е познат како личност која долги години бил во соработка со специјалните служби на Америка. Имал пристап до информации од трето ниво на тајност, но во одреден момент одлучил дека луѓето треба да знаат дека се држат во незнаење или се грубо измамени за се што се случува со НЛО и вонземјаните. Малкумина сериозно го сватија тоа што го кажуваше Филип Шнајдер, додека не беше пронеден мртов. Во исто време, околностите на неговата смрт покажаа дека Фил бил брутално измачуван и убиен. 2 години пред неговата смрт Фил Шнајдер бил на турнеја со предавање каде зборувал за прикривање на владата за црни буџети и НЛО. Филип изјавил во своето предавање дека во 1954 година под администрација на Ајзенхауер федералната влада одлучила да го заобиколи уставот и да склучи договор со вонземјани во 1954 година. Официјалните лица се согласиле дека за замена на вонземска технологија, сивите би можеле да ги тестираат своите техники за имплантација на одредени граѓани. Меѓутоа, вонземјаните морале да ја известат владата само кој бил киднапиран. Полека со текот на времето, вонземјаните го менувале договорот, киднапирајќи и вградувајќи илјадници луѓе без да пријават во владата. Во 1979 година, Филип бил вработен во Морисон Кнудсен Инкорпорејшн. Тој бил вклучен во изградба на додатокот на длабоката подземна воена база во Дулче, Ново Мексико. Проектот во тоа време имало издупчено 4 дупки во пустината кои требало да се поврзат заедно со тунели. Задачата на Филип била да слезе во дупките, да ги провери примероците од карпите и да препорача каков експлозив треба да се справи со одредена карпа. Во тој процес работниците случајно отвориле голема вештачка пештара
тајна база за вонземјани познати како Грейси. Во паниката што настанало, загинале 67 работници и воен персонал, а Филип Шнајдер бил еден од само тројцата преживеани. Филип тврдел дека лузните на градите биле предизвикани од ударот од вонземско оружје што подоцна ќе резултира со рак поради зрачење. Фил имал високо образование во инженерското училиште, а подоцна станал геолошки инженер. Тој е познат и како градежен инженер за воената и воздушната индустрија. Фил имал свое семејство, сопруга и дете. Оскар Шнајдер, таткото на Фил, бил лекар и воен офицер, кој според некои информации служел во подморницата и во исто време успел да се бори и за Германија и за Америка. Фил учествувал во изградба на најмалку 2 подземни бази за така наречената тајна влада, како и во изградбата на 13 длабоки воени бази под земјата. Гледајќи како се финансираат вакви проекти, за кого се градат и дека се прекршуваат основните права на луѓето, како и Уставот на Америка, Фил во 1994 година ги раскинал односите со американските разузнавачки служби и ги вратил сите награди. После тоа Фил почнал да работи како обичен геолог. Тој зборувал за подземните бази, строго доверливи вонземјански технологии и заканата од сивите за човештвото што ја носат со себе и оние кои се обидуваат да воспостават нов светски поредок во насока на вонземјаните кои се непријателски настроени кон луѓето. За да ги популаризира информациите откриени во последните 2 години од неговиот живот, Фил зборувал многу во јавноста, патувајќи низ Америка и Канада, и ги посетил Англија и Јапонија. Тој ја критикувал владата која ги држи своите граѓани во темнина и незнаење, и дека воената технологија е понапред од обичната технологија која знаат сите граѓани најмалку со 1250 години. Фил Шнајдер. Во 1995 година, на редовно предавање, Фил Шнајдер рекол дека во изминатите 22 години 11 од неговите најдобри пријатели умреле, тие знаеле нешто за така наречената владина теорија на заговор. Во исто време, 8 од 11 епизоди биле официјално признати како самоубиства, под наводници. Фил рекол дека тој е еден од тројцата луѓе кои ја преживеале престрелката што се случила во 1979 година во подземната воена база во Дулче, меѓу представниците на американските разузнавачки служби и вонземјаните. Како резултат на влијанието на вонземско оружје, Шнајдер доби доза на зрачење и последователно се разболел од рак. Фил Шнајдер исто така тврдел дека имало повеќе кратни обиди за негово убиство, откако тој кажал што знаел. Тоа биле напади со оружје, обиди да го турнат од автопат, па дури и напади за време на улични тепачки. На 17 јануари 1996 година Фил Шнајдер бил пронајден мртов во неговата куќа Вилсонвил, Орегон. Лежал на подот покрај клавирот, а околу вратот му била замотано цревото од катетерот што го носел. Самоубиството беше наведено како официјална причина за смртта, иако според некои извештаи на телото имало знаци на тортура и измачување. Многу уфолози веруваат дека представниците на американското разузнавање едноставно го отстраниле Шнајдер затоа што знаел премногу, а пред неговата смрт Фил кажал дека доколку го најдат убиен, сите да знаат дека он нема никогаш да изврши самоубиство. А и тоа се случи во извештајот, стои дека извршил самоубиство, иако имало на него знаци од измачување. Гордон Даф, главен уредник на списанието Veterans Today, го нарече Фил Шнајдер сведок на НЛО, верувајќи дека тој е неверојатно длабоко свесен за контактите на американската влада со вонземјаните. Шнајдер работил како специјалист за уривање за да помогне во изградбата на тајни подземни бази за американската влада. Тој отворено ја обвинил американската влада и разузнавачките агенции за тајни дела и директни злосторства. Некои од нив заслужуваат посебно внимание. 1. Американската влада склучила договор со Грейси вонземјаните во 1954 година. Вонземјаните не го почитуваат договорот. 2. Шатлот правил специјални легури во орбитата. Потребен бил вакуум за да се создадат овие специјални метали, а со тоа бил оправдан мандатот за тековната поддршка на Вселенската станица со екипажот. 3.
поголем дел од технологијата на авиони со технологија стелт е развиена поради проучување на вонземски брод кој се урнал во Америка. 4. Сидата е измислена во Националната лабораторија за уреди во Чикаго, Илиноис и е развиена како вирус за контрола на човечката популација. 5. Тајна е дека американската влада има уред за предизвикување земјотреси. Земјотресот во Сан Франциско 1989 година и земјотресот во Кобе 1995 година немаа пулсен бран, што го потврдува нивното вештачко потекло. 6. Бомбардирање на Светскиот трговски центар на 11 септември 2001 година и бомбардирањето во Оклахома Сити на 19.4.1995 година били извршени со помош на миниатурни нуклеарни уреди. Ова го покажува топењето и дупчењето на бетонот со поместување на металните прачки што ја сочинуваат рамката на бетонските конструкции. Вреди да се потсетиме дека Фил бил инженер, а експлозивите биле една од неговите силни страни. 7. Атолот бил уништен од нуклеарно оружје поради фактот што имало подводна база на вонземјани. 8. Иницијативата за стратешка одбрана СДИ всушност била замислена како одбрана од вонземјански инвазии. 9. Во Америка се изградени голем број подземни воени бази, најмалку 130, длабоки најмалку 2 км, а по големина се слични на градовите. Били изградени бази во случај на објавување војна. Основите се меѓусебно поврзани со брзи еднонасочни шини, по кои возовите се движат со брзина од 2 маха или 2380 км на час на магнетна перница, која лебди 2 см над шината. 10. Тајниот план на високите сиви е да воспостават на планетата нов светски поредок, управуван од Обединетите нации, кои тие тајно го контролираат. Со проблемот НЛО се занимавала организација специјално создадена по наредба на американската влада уште во 1933 година. Според истражувањето на оваа организација во 1935 година, присуството на вонземјани на земјата станал признат факт. Во текот на следните 20 години, вработеници се обидувале да ги откријат намерите на вселенските вонземјани и да воспостават контакт со нив. И ова се случило во 1954 година, на 20 према 21 февруари, преседателот Двајт Ајзенхауер се сретнал со представници на вонземска цивилизација. Првиот состанок бил неуспешен. Вонземјаните одбиле да пренесат какво било напредна технологија на земјаните, представувани од американците, но тие барале да се запре развојот на одредени видови оружја. Америка не се согласила да ги запрат своите воени проекти и се разбира не можеле да гарантираат за остатокот од светот. Контактите продолжиле и како резултат на тоа било склучен така наречениот Града договор, што се договориле договорените страни. Вонземјаните да не се мешаат во работите на земјаните, земјаните представени од американската влада да го чуваат во тајност фактот за присуство на вонземјани на земјата, вонземјаните да помагаат во техничкиот развој, ова се однесува само на американската нација, вонземјаните да можат да земаат луѓе и животни за научни цели. Луѓето по истражувањето треба да се вратат, а сеќавањата за контакти со вонземјаните треба да се избришат од нивните сеќавања. Последицата на овој договор била создавање на бројни подземни бази на кои земјаните ја совладале вонземската технологија, а вонземјаните ги спроведуваа своите експерименти на човечки материјал. Сивите вонземјани се вработени во моќна вонземска цивилизација, со чие постоење земјаните мора да се соочат во нивното историско минато. Предпоставената основа на вонземска идеологија е обединување на интелигентни видови на универзумот во единствена унија и без оглед на формата на самиот живот, биолошки, етеричен или друг. Судејќи според настаните од минатото, вонземските политички принципи подразбираат ненасилно претварање на планетите во нивната идеологија. Идејата на вонземјаните за еден вид интелигентна форма на живот е сведена на фактот дека популацијата на планетата го губи сеќавањето на минатото и се претвара во суштества со дадените карактеристики. За спроведување на оваа програма, вонземјаните користат напредни биоинженерски технологии. Последната фаза од нивната мисија е да ги имплементираат потребните информации, додека информациите за минатото на подредена култура повеќе не биле важни. Овие хуманоиди имаат пријателски односи со владата на Америка.
Нема апсолутно никаква одбрана од она што тие го создаваат. Тоа е биолошко оружје со потенцијално страшни последици. Пишете во коментар што мислите за Филип Шнајдер, дали ја кажува вистината. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.